Почитувани гледачи, следува добриот доктор Јасум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Денеска ќе зборуваме за емоционални и комуникацијски потешкоти по трагедија. Мои гостинки и соговорнички на оваа тема се Билјана Трајкова, логопед, и Клаудија Николова, специјален едукатор и рехабилитатор, односно дефектолог, попознати на социјалните мрежи како твој логопед и твој дефектолог. Добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден. Добар ден и на вас и ви благодариме на поканата. За денеска одбравме малку почувствителна тема која ги засега пред се помладите, бидејќи двете доаѓате од Кочани. Поводот за денешната тема и емисијата е големата трагедија која на 16 март се случи токму во кочанската дискотека Пулс. На почеток ќе тргнеме, Билјана, со тебе, што се всушност комуникацијски потешкоти и како тие можат да се појават по травматски настан или голема трагедија, како што споменавме. Комуникацијските потешкоти наједноставно би ги дефинирала како проблеми со приемот и преносот на информациите. Тоа може да значи проблеми со говорот, проблеми со разбирањето, потешкоти во читањето и пишувањето, потешкоти во невербалната комуникација и така натаму. И после доживеан травматски настан, сите овие состојби потешкоти кои што може да се пројават кај било кој од нас, резултираат како се резултат на доживеан емоционален шок, резултат на стрес, анксиозност и слично. И важно е да се знае дека комуникацијата е длабоко поврзана со нашата емоционална и психичка состојба, така да кога сме емоционално или психички погодени, тоа и како може да влијае, да има големо влијание врз нашиот говор и комуникација. Без разлика на возраста, односно без разлика дали се работи за возрастна личност или дете, значи кај секого може да резултира тоа со некаква негативна состојба, но секако со навремена интервенција сите тие состојби се минливи и решливи. Може да се надменат со успешна работа и успешен третман. Клаудија, кои се најчестите емоционални и комуникацијски симптоми, еве конкретно ќе ги споменеме кај децата, после доживеана директно или индиректна доживеана трагедија? Така. Или се сведоци или слушаат постојано за некој немил настан или трагичен настан? Така. Како дефектолог и како едукант на гешталт терапија, во мојата практика сум видела дека децата ретко реагираат онака како што ние очекуваме после трагедија. Од гешталтистички аспект, емоциите не мора да бидат секогаш вербално изразени и искажени од страна на децата, односно многу често однесувањето и телото говорат за тоа како тие се чувствуваат. Па така, не мора да значи дека секое дете ќе реагира исто, секое дете и секој возрасен ќе реагира исто, односно едно дете може да покажува лутина, раздразливост, без агресија, кој може да бидат резултат на некој потиснат страв, неприфаќање, што е во ред во ваква ситуација. Друго дете можеби ќе се повлече, нема да сака да влегува во социјална интеракција, нема да сака да игра со другите. Трето може да бара постојана валидација од другите. Во однос на развојните потешкоти може да се случи да дојде до регресија на веќе поминати фази, односно да се појави повторно мокрење, например. Во однос на комуникацијските потешкоти, една состојба која сум ја видела и во мојата практика, што се случува како резултат на трагедија или травматично искуство, е селективниот мутизам, кој представува една состојба каде детето не зборува со одредени личности или онаму каде што не се чувствува сигурно и безбедно, односно зборува само во одредени ситуации со одредени луѓе. Например, дома може да зборува без проблема, на училиште доколку не се чувствува сигурно, да не сака да зборува или обратно. Па така, многу е важно во овие, без разлика за каква потешкотија да станува збор, дали е емоционална или комуникацијска потешкотија,
Важно е да не му правиме притисок на детето, да му овозможиме еден безбеден простор каде ќе се почувствува сигурно за да се изрази без разлика дали е вербално или невербално и да не го форсираме, туку да му оставиме простор каде сам ќе почувствува дека е во ред да ги изрази своите емоции и она што го чувствува. Но многу е важно блиските пред се родителите да бидат тука како поддршка, но и да ги увидат овие симптоми и знаци кои ги спомена за навреме да се побара соодветна стручна помош и да се почне со третман за да се надменат сите овие потешкоти. Кога сме кај комуникацијските потешкоти, Билјана, кои се најчестите комуникацијски потешкоти во однос на говорот кои можат да се јават после трагичен настан или голема трагедија? Така, комуникацијски потешкоти и состојби кои што може да се пројават се навистина најразлични, но еве од нашето искуство најчестите состојби со кои што ние сме се сретнале досега, како што спомна и колешката, тоа е селективниот мутизам, односно лицата разговараат само со одредени лица и само во одредени ситуации, во останатите молчат на некој начин. Потоа овде ќе го спомнам и тоталниот мутизам, каде што имаме целосно одбегнување на говорот, иако претходно тоа лице имало нормален говор и функционирало нормално, и обично оваа состојба ни е показател на една доживеана длабока травма кај тоа лице. Потоа овде ќе го спомнам и пелтечењето, тоа представува процес на нарушена флуентност, односно течност на говорот, и лицето едноставно се создава една блокада и не може да се изразува природно и нормално, иако досега тоа не било случај. Потака и по возрастните, после доживеа на травматски настан, ќе спомнам артикулацијата на гласови, иако лицето претходно имало нормален и чист говор, сега наидуваме на нејасност во говорот, неразберлив. Така, неразберлив говор и неправилно изговарање на одредени гласови. Потоа лицето може да се соочи со проблеми во разбирањето, непотполна вклученост во комуникацијата, проблеми со концентрација и така натаму. Така да овие би биле, можам да кажам, едни од најчестите со кои што ние се соочуваме. Потешкоти. Тука ќе ги поканеме и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашања за денешните мои гостинки и соговорнички во добриот доктор Билјана Трајкова, логопед, и Клаудија Николова, специјален едукатор и рехабилитатор, односно дефектолог. Денеска говориме на тема емоционални и комуникацијски потешкоти по трагедија или некој немил настан. Може слободно да се јавите и да го поставите вашето прашање или да побарате совет на добро познатиот телефон 023-116-566. Клаудија, ги споменавме во претходното прашање семејството, односно родителите на кои знаци да обрнат внимание, меѓутоа како можеме ние како заедница, пошироко општество или општествени групи да им помогнеме на некој начин на овие лица кои се соочуваат со потешкоти после немил настан или голема трагедија, пак ќе повторам, дали преку позитивен пример може да ги насочиме за да поуспешно го надминат тој период и на некој начин да се изразам, да се нормализираат. Така. Како што кажав и претходно, пред се важно е да обезбедиме безбеден простор за децата и за возрастните, каде ќе се чувствуваат сигурно и безбедно да ги изразат своите емоции и да знаат дека е во ред се што чувствуваат. Освен безбедниот простор и слободата да се изразат емоциите какви и да се, бидејќи се нормални во ваква ситуација, важно е понекогаш на децата да им дадеме и алатки и активности кои ќе имаат една насока и една смисла за да се продолжи понатаму колку и да е тоа тешко. Како што се цртање, тимски активности, креативно изразување и така натаму. Еве овде ќе споделам едно мое лично искуство. После трагедијата се вклучив како волонтер во Сапорт Кочани, која е на иницијатива која беше формирана за поддршка на засегнатите.
што за мене беше многу Светол пример во значено целата искуство, ова така е. трагедија. И таму мојата болка не исчезна, но некако успеав да ја канализирам во нешто кое доби некаква смисла. Односно, почувствував дека иако можеби малку можам да помогнам на некого и тоа некако ми даде, во целата таа тежина ми даде смисла за да се продолжи. Сите ние таму како заедница носевме различна тага и болка, но баш како заедница успеавме дел од неа сплотени да ја претвориме во нешто, да ја претвориме во поддршка. Бидејќи еве сега сме веќе во формирање на младински центар, кој сметам дека ќе биде значаен за овој период во нашиот град, каде јас и уште неколку членови веќе изготвуваме програма и ќе биде тоа еден опуштен простор каде младите ќе можат да се изразат слободно, да се прифатат едни меѓу други и навистина да добијат да споделат и да добијат некаква смисла и насока, бидејќи во вакви моменти кога ќе најдеме нешто што има смисла, децата и младите, па и возрастните учат дека во болката, колку и да е таа тешка, може да постои некаква добрина. И овде тагата не исчезнува, но се добива еден слободен простор каде може да се дише, така речено. Секако дека нели секој има различен начин на справување, ова беше само на мое лично искуство, еден мој личен пат, што и не значи дека е единствен. Но сепак така, и на крајот најважно е секој да си го најде. Литературата говори дека преку активности и преку различни ангажмани се тргнуваат на некој начин мислите од сето она што се доживеало или сме биле сведоци, за на некој начин сами да си помогнеме. Еве добар пример како ти сето тоа си го надминала. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Режија, дали имаме гледачи на линија? Дали се слушаме? Ало, добро утро. Добро утро, добар ден. Во програма сте, повелете. Ви благодарам. Поздрав до емисијата и поздрав до гостинките. Имам едно прашање. Не е поврзано со темата, но се работи за говор кај 3-годишно детенце. Така. Многу касно почна да збори, имаше 2 години. Сега збори, ама пред секоја буква го кажува како со буквата Л. Пример за вода вика лола, за сок вика лок и такви некои многу превртени зборчиња кажува, за патики вика тапики. И сега дали имат место за паника, дали треба да посетиме логопед, а детенцето разбира се. Така. Така само се потешко се изразува и неразбирливо, така. Така, многу касно почна да зборува, значи на 2 години и 2 месеци имаше, почна да зборува и се зборува, ама многу неразбирливи, а разбира се, значи буквално имаме контакт со очи, имаме показен гест, имаме послушане, се слуша, ама тие зборчињата, например, кога сака нешто да каже, буквата Л е става. Ве разбравме, ќе добиете веднаш совети, препораки и насоки како да постапите. Ви благодарам за јавувањето, секое добро. Може и двете да од два различни аспекти да го прокоментирате и да дадете совети. Со самото тоа што кај детето нели имало некакво достоење во говорот, патот временскиот период на усвојување на одреден глас, со самото тоа и целиот тој процес е задоцнет на некој начин и кај детето имаме на состојба на субституција, односно заменување на еден глас со погрешен глас. Како што ја разбрав гледачката, детето е 3 годинки, така да што не е некоја загрижувачка состојба и не би било лошо нели да се отпочне веќе на 3 годишна возраст, одредени гласови веќе треба да се правилно. Или проценка една да се направи од стручно лице. Доколку се заклучи на проценката дека нели има потреба да се отпочне со логопедски третмани, меѓутоа не е нешто загрижувачко во секој случај. Во однос на едукаторскиот и рехабилитаторскиот аспект, односно дефектолошкиот.
Да, јас го делам истото мислење со колешката. Во оваа ситуација имаме субституција, односно заменување на еден глас со друг, што е во ред и нормално, бидејќи веќе постоело доцнење на говорот, бидејќи ова е дел од фазата. Кога ќе се развива, додека се развива говорот, сите фази поред поминуваат, така да ова е еден дел од фазата. Не е на одмет да се направи една стручна проценка за да се види дали има потреба да се работи на зголемување на фондот на зборови, на правилен изговор, но пак и јас стојам на тоа дека не е нешто загрижувачки. Така. Да ги слушнеме и следните гледачи. Добар ден, во програма сте. Повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете, во програма сте. Станува збор за 7-годишно дете. Се извинувам, само ќе ги замолам колегите од режија доколку може малку да го засилат тонот за да подобро ве разбереме. Станува збор за 7-годишно дете. Така. Кое што има некој степен на пелтечење. Кое што прв пат се појави на 5-годишна возраст и веднаш реагиравме, имавме неколку циклуси на неурофидбек терапија, потоа имавме и логопедски третман од година и пол некаде, кој што покрај тоа што ја помогна да она правилно почне да диши, изговара, усвоивме и букви Р, Л, некои потешкоти кои што они ги приметија во говорот. Сега веќе, па да речем, после 2-годишен третман од комбинирано дефектолог и логопед терапии, повремено, повторно се појавува тоа пелтечење, некогаш е засилено, некогаш е со помален интензитет, особено кога е возбудена, кога пред некој настан, говор во јавно, пред деца, не знам, се случува да се влоши. Чисто сакам да прашам дали треба да се фокусираме повторно да се вратиме на логопед, можеби да некои вежби за дишење. Исто сакам да напоменам дека се појавува во период кога се преселивме надвор од државата, така да ни од тоа што ја обсервираа и не кажаа, сметаат дека е нешто поврзано емоционално. Нели, меѓутоа, еве еден совет од Така, ќе добиете веднаш совети која е причината за повторно враќање на таа состојба, иако, како што рековте, успешно е надмината после 2 години со третман од стручно лице. Ќе добиете совети и препораки. Ви благодарам, секое добро. Така како и што претходно напоменав, значи после одреден доживеан стрес или нова средина, некое ново поглавје во животот на промена едноставно на средината. Промена, така можно е појава на оваа состојба на пелтечење, односно нарушеност на флуентноста и течноста на говорот. Според тоа што кажа гледачката дека кај детето не е таа состојба од самото раѓање, туку е на некој начин стекната. Најверојатно, нели, причинител за таа состојба е доживеан поголем стрес и на некој начин така тој стрес се резултира со пелтечењето. Се уште не е позната вистинската причина, се уште не е научно да кажа на која е вистинската причина за појавата на таа состојба, но секако доколку е стекната, како што е во нивниот случај, не е вродена, препорачувам да си продолжат, нели, со тие техники за дишење, за релаксација кои што ние ги даваме како стручни лица, и секако овде е многу важна и поддршката од психолог да се најде всушност која е конкретната причина која што довела до таа состојба. Да, затоа што спомена гледачката, ова се повторува откако се оцелиле и промениле средина. Освен што ќе третира логопедот, овде е важно, нели, психологот да ја најде сршта на проблемот со што дополнително ќе се обезбеди, нели, процесот да се одвива. Точната причина зошто е тоа така. Да вклучиме уште неколку гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав за гостинките. Јас сум мајка на 6-годишно детенце што тешко зборува, знае се, знае да чита, знае бројки, буквите, све, азбуката ја знае цела, ама тешко се изразува. Кога го прашуваш, тешко некако како на сила да го прашувам, не инзистирам, ништо не ме регистрира, наредби прима, значи се другачи не се игра, некако на некој начин го избегнуваат, пошто не зборува.
сака на свој начин да се покаже, ако може некој совет. Колку години е детенцето? 6 годишно детенце. Сега полни 6 години. Да, разбира се, знае све, кога сака се изразува, кажува цели реченици. Значи, Дали оваа состојба е во текот на целото детство, еве, откако почнува да се социјализира, да се дружи, или последниот период е поизразено? Па вака, нас не фати корона, тој е роден во 2019 година, не фати корона, ти баш добро нема толку социализација тие 2 години кога беше короната. Он се покажа за кога беше на годинка, пред годинка да изразува, нели, за куче, за маче, значи мамо, бабо, зборуваше тие правите зборови, наеднаш како да секна. Значи ти го прашуваш, му покажуваш работи се, а ништо не одговара. Добро, ќе добиете и вие совети и препораки како да постапите и дали е време да се побара соодветна стручна помош и да се работи со логопед, но и со специјален едукатор, рехабилитатор, можеби и психолог. Повели Клаудија, може да дадете препораки на гледачката? Со оглед на возраста кај детенцето, едно нешто што јас ќе го кажам е дека е значајно да се побара помош од стручно лице, барем за една консултација, за да се погледне поголемата слика, бидејќи многу фактори може да влијаат на оваа состојба, баш поради тоа што веќе детенцето наполнило 6 години. Во однос на она што треба да го има усвоено на таа возраст, гледачката кажа дека понекогаш прави цели реченици, меѓутоа без една проценка не можеме точно да знаеме зашто станува збор и на кој начин тоа треба да се третира. Едно нешто што можете вие да го направите е да му обезбедите на детето еден простор каде што ќе се чувствува сигурно, без форсирање, за постојано да зборува, да употребувате овде игра, спонтанност, преку некоја символичка игра, преку раскажување приказни, преку визуелни предмети, да создадете една позитивна средина, една соработка преку игрив пристап, например, за да може детето да се вклучи во играта со вас и за да може да се вклопи понатаму и со врсниците, бидејќи тоа го спомена како проблем дека го избегнуваат децата. Социјалната интеракција, така. Така, ќе вклучиме уште еден гледач пред да продолжиме со разговорот. Почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав првен до студиото и сакам да прашам, имам 3,5 годишна внука. Та не може да зборува, кажува само 3 збора. Мама, тато, баба. Инаку е носат на логопед и на ова, 5-ти месец оди, ама не гледаме некакво подобрување и кога ќе се радува, покажува некои силни емоции, подскокнува поќе. И дали е то некој проблем од некој страв или не знам, а инаку чупето буквално све разбира, сите предмети ги знае, боите, све да и речиш донеси, то ке ти го донеси, све знае, само што не зборува. Така, ви благодарам и вие ќе добиете коментар, односно совети и препораки за состојбата на вашата внука. Добро е што веќе се тргнало за да се излезе во пресрет на детенцето и да се пружи соодветна стручна помош. Можеби родителите и блиските се секогаш многу оптимисти дека може за кратко време да се санира, меѓутоа во пракса колку време е потребно, се индивидуално, меѓутоа треба навистина доста и работа со стручно лице, но и пред се со дома, со семејството и со блиските. Да, добро е што тие веќе го отпочнале тој процес на работа со стручно лице, тоа е значајно во оваа ситуација, бидејќи ќе го искористат најважниот период каде се развиваат вештините на детето, овде вклучувајќи го и говорот. Како што кажа гледачката, рецептивниот говор овде е развиен, се работи на експресивниот говор. Не можеме да генерализираме, не можеме да кажеме со сигурност, но важно е овде да имаат трпение, бидејќи резултатот не секогаш доаѓа онака брзо како што ние очекуваме, но не значи дека нема да дојде.
Така да важно е да бидат трпеливи со детенцето, да бидат трпеливи во однос на процесот кој сега се случува. Пак ќе кажам, добро е што почнале со работа. Важно е и тие да користат еден пристап, нели, добар пристап, игрив пристап во кој ќе овозможат детето да го поттикнува говорот преку игри, преку различни активности, да бидат тука за него и резултатот полека ќе дојде. Секако. Да се вратиме на денешната тема. Билјана, застанавме околу пелтечењето кое го споменавте како една од нечестите состојби. Како пелтечењето е поврзано еве со траума, со стрес? Може да споменеме и пример дека децава едноставно многу често се на екраните и гледаат малтене и хорор содржини, дури страшни некои содржини, одеднаш занемуваат или почнуваат да пелтечат. Така, како и што претходно напоменав, пелтечењето представува една состојба каде што имаме нарушеност на флуентноста, односно на течноста на говорот. И таа состојба се карактеризира со повторување на звуци, повторување на зборови, повторување на слогови или во најлош случај имаме целосна блокада на говорот кај лицето. Значи ова состојба после трауматски настан е навистина една честа состојба, без разлика дали е мало дете, може да се појави и кај возрасен. И важно е во целиот овој процес да имаме една рана интервенција за разрешување на самата таа состојба. Овде ние како стручни лица во овие состојби се служиме со техники за релаксација, техники за правилно дишење и испуштање на воздушната струја. Секако овде е вклучена и фацијалната масажа, бидејќи кај овие лица се засегнати и стегнати фацијалните мускули, така да од голема помош кај овие лица е фацијалната масажа. Потоа многу е важно кај овие лица да се обезбеди една безбедна и опуштена и трпелива средина каде што ќе почувствуваат всушност една поддршка дека не е нешто страшно што на нив тоа им се случува, туку е нешто што ќе го надминеме заедно. Така. И во овие случаи, освен што имаме нарушена комуникација, тоа и како може да влие врз психичкиот дел ке една личност, односно пат на самодовербата, а со самото тоа може да дојде кај лицето до социјално повлекување и многу е важно да се работи истовремено и со стручни лица како што е психологот, да се обезбеди една поддршка и од психолог, а секако доколку се работи и за дете, поддршката од дома, од родителите е исто така од една исклучителна важност. Така. Еве, кога сме кај родителите, како можат родителите, но и наставниците, односно лицата кои се во воспитно-образовниот процес да препознаат дека едно дете страда по трагедија или некој немил настан и како да му помогнат тие? Така, како што и претходно кажав, децата различно реагираат на траума и на стресна ситуација, па така кај препознавањето на симптомите кои се појавуваат, се бара многу внимателност, чувствителност и емпатија. Бидејќи едно дете, како што кажав, може да покажува лутина, раздразливост, агресија, може да се појават промени во играта, во концентрацијата, која може да биде значително намалена, децата да бидат расејани, заборавени, фокусот на една активност да биде намален значително во однос на порано, може да се појави болка во стомакот без никаква медицинска без медицински проблем, така е. Како што кажав, во однос на развојните, во однос на потешкотиите во развојот може да дојде до регресија, да се појави мокрење кај детето или оние фази кои веќе се поминати да дојде до регресија. И значајно е доколку ние како возрастни лица се чувствуваме несигурни или конфузни за она што се случува, дали можеме навистина да го идентификуваме она што се случува или да ја обезбедиме соодветната поддршка на правилен начин. Важно е да напоменам дека
Доколку го почувствуваме тоа, добро е да се консултираме со стручно лице како еве психолог или психотерапевт, бидејќи да побараме подршка не значи дека сме слаби, туку дека имаме доволно сила да ја покажеме грижата на правилен начин. И најважно нели да се обезбеди еден безбеден простор, безбедна средина, без притисок, без форсирање, за да детето ги изрази емоциите на правилен начин и да се почувствува дека сме тука за него. Безбеден простор не мора да биде простор во кој ние ќе разговараме или ќе правиме нешто конкретно, ќе поставуваме прашања, ќе даваме одговори. Тоа може да биде и простор каде ќе може детето да се изрази преку цртежи, каде ќе си играме со него, па дури во тишина. Доволно е да бидеме тука за него и да почувствуваме што е тоа што на детето стварно му треба. Да има сигурност детенцето. Да, пред да завршиме со последната порака од Билјана, апелот и советите до родителите и наставниците, бидејќи сме на самиот крај од емисијата, Клаудија, ме интересира дали различно реагираат деца после вакви немили ситуации или трагедии со типични деца со атипичен, односно деца кои имаат развојни проблеми? Така. Па децата со типичен развој обично во изразувањето на емоциите користат многу повеќе мимики, зборови, гестови во однос на децата со атипичен развој, бидејќи тоа не значи дека децата со атипичен развој не чувствуваат. Тие чувствуваат многу длабоко, но понекогаш емоциите ги изразуваат на социјално помалку прифатлив начин. Тоа не значи дека тие не чувствуваат и дека и овде важно е да користиме различен пристап, бидејќи не може да имаме ист пристап кај дете кое го разбира концептот на време и загуба и кај дете кое не го разликува символот од реалност. Така да овде во однос на дефектолошки аспект користиме структури, рутини, игриви активности за да обезбедиме детето да го изрази она што го чувствува на еден прифатлив начин кој ќе овозможи нели детето да напредува онака како што треба и да ги изрази емоциите, колку и да тоа изгледа тешко на почеток. На самиот крај, Билјана, која е вашата најважна порака до родителите, пред се и до наставниците, кога станува збор за поддршка на децата кои имаат комуникацијски потешкоти после трагедија или немил настан? Така, сметам дека овде соработката помеѓу родителите, наставниците, па и вклученоста на стручните лица од едно огромно значење и секако следење на упатствата кои што се дадени дали од наставникот или од стручното лице. Многу е важно родителите тоа секојдневно да го практикуваат и многу е важно кога ќе се соочат со некоја нова ситуација која што за жал не е многу пријатна, да ја прифанат самата состојба и да почнат со разрешување на истата, наспроти ставање под тепих на некој начин и не сакање да се соочат со истата, бидејќи тоа не само што ќе отежни, туку и ќе го продлабочи проблемот, така да сметам дека раната интервенција овде е од клучно значење и секако соработката е неизбежна. Ви благодарам и на двете што бевте дел од денешното издание на емисијата и со задоволство ве очекувам да бидете повторно гостинки во Добриот доктор. Ви благодариме и ние, благодарим. И на гледачите, и на вас за трпението и Ви благодарам уште еднаш и за вашите совети кои ги споделивте со гледачите, а вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а утрешната емисија ќе ја посветиме на медицинските сестри, бидејќи токму ова е неделата на сестринството. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!